На денешното видео со вежби ќе вежбаме за диплурал или множина и истите овие вежби се поврзани со предавањето за ниво А1 кое е поврзано со формирање на множина во германскиот јазик. Типови на множина, како што знаеме од предавањето, има повеќе и во ова видео ќе ги извежбаме сите нив. Првиот тип е кога имаме или додавање на нов член или нов член плюс умлаут на некоја од буквите. Да видиме првиот пример со промена на членот. Например, деалера во дилера. Имаме наставник и наставници. Ке дадеме 4 примери. Примерите ќе бидат со зборот во множина. Wir sind die Lehrer mit ihr umgegangen. Како наставниците со неа постапувале. Die Brötchen habe ich frisch mitgebracht. Лепчињата ги имам јас свежи донесено. Трет пример, Sie finden die Eimer gar nicht. Тие баш не ги наоѓаат кофите. И четврт пример, Schließen Sie abends die Fenster und Türen. Ги затворате ли навечер прозорците и вратите. Забележувате ли дека во овој тип на множина имаме само промена на членот, а именката останува иста. Исто во првиот тип на множина спаѓа и еден сличен пример каде што освен промена на членот имаме и промена на обична буква во умлаут буква, например во der Apfel имаме die Äpfel, јаболко во јаболка. Ке дадеме исто 4 примери за овој тип. Wir hatten eine Schale mit Äpfeln stehen. Ich kam mit einer Legende der Brüder. Ние имавме чинија со јаболка ставено, а втората реченица јас дојдов со една легенда за браќата. Трет пример, die Gärten waren noch immer im Dunkel. Градините беа се уште во темно. Четврта реченица, ein paar Vögel zwitschern unbekümmert. Неколку птици чврчореа безгрижно. Тоа беше првиот тип на множина и најлесен за формирање. Вториот тип е малку сличен. Имаме промена на членот и додавање на буквата Е, или промена на членот, додавање на буквата Е и некоја од буквите во зборот добиваат умлаут. Ќе прочитаме прво пример со буквата Е. Например, der Freund, die Freunde. Значи, деа ни се променува во ди, тоа е членот, а Freund на крајот добива буква Е. Од пријател добиваме пријатели. Имаме 4 примери. Da drüben sitzen seine Freunde. Таму седат неговите пријатели. Du machst ein paar Tage Urlaub. Ти правиш неколку денови одмор. Трета реченица, willst du keine Schuhe anziehen? Не сакаш ли чевли да облечеш? И последен пример за овој тип на множина, die Restaurants lassen keine Hunde rein. Рестораните не дозволуваат кучиња внатре. Кога сме кај следниот пример, односно промена на членот, добивање на умлаут и додавање на буквата Е, би имале од der Arzt во die Ärzte, доктор во доктори. Die Söhne, die Bäume и die Köpfe. Die Ärzte scheinen wenig Hoffnung zu haben. Докторите изгледаат како малку надежда имаат. John liebte seine Söhne. Джон ги сакаше неговите синови. Die Bäume standen kahl im Herbstwind. Дрвјата стоја голи на есенскиот ветер. Die Lords hoben die Köpfe.
Господарите ги кренаа главите. Третиот тип на множина ни е сличен како вториот и имаме промена на членот и додавање на буквата Е и Р, или промена на членот, додавање на тие две букви и промена на некоја буква во умлаут. Да видиме за што станува збор. Das Bild, die Bilder. Слика, слики. И уште некои веќе познати примери. Ich habe mehr Bilder von dem Gentleman. Јас имам повеќе слики од господинот. Die Kinder spielten noch immer auf die Straße. Децата играа се уште на улица. Ich bringe die Eier und das Bier. Јас ги носам јајцата и пивата. И пивото. Hast du die Kleider gesehen? Ги имаш ли ти фустаните видено? И втор пример за овој тип на множина, das Buch, die Bücher. Книга и книги. Die Wörter, die Gläser и die Länder. Sie liest den ganzen Tag schlaue Bücher. Таа чита цел ден паметни книги. Wir sollen Wörter mit Zahlen kombinieren. Ние треба зборови со бројки да комбинираме. Hielt die Gläser gegen das Licht. Тој ги држи чашите наспроти светлината. Ich sehe, wie ganze Länder im Chaos versinken. Јас гледам како цели земји во хаос тонат. Четвртиот тип на множина е лесен за формирање и имаме промена на членот и додавање на буквите N, EN и NEN. Значи зависи за кој збор станува. Првиот тип, дитомате, се променува во дитоматен. Во овај случај членот не се променува бидејќи е истиот за женски род, во еднина кога зборуваме, и за множина исто имаме ди. Потоа имаме die Akademien, die Fragen и die Hosen. Mit Tomaten und Zucchini frisch auf dem Garten. Со домати и тиквички свежи од градината. Ich habe den Teil meines Lebens in Akademien. Јас имам дел од мојот живот во академии. Die Fragen hatten sie ziemlich nervös gemacht. Прашањата ја направија прилично нервозна. Ich hängte die anderen Hosen wieder auf. Јас ги закачив останатите панталони повторно. Тоа беше кога додаваме буква N, сега имаме кога додаваме буква E плюс N. Например, die Frau во die Frauen, die Studenten, die Uhren и die Hemden. Viele von den Frauen und Kindern verstecken. Многу од жените и децата се кријат. Hat er den Studenten mitgenommen? Ги имали тој студентите со себе земено. Hat sie sich über die Uhren gefreut? Се имали таа за часовниците радувано. И четврт пример. Sie hatte sich zwei alte Hemden. Таа си имаше две стари кошули. И третиот пример за овој тип на множина имаме кога се променува членот и додаваме nen. Например, die Freundin, die Freundinnen, die Lehrerin, die Lehrerinnen, die Polizistinnen и die Sekretärinnen. Најчесто ова се користи во женски род. Ich besuche alte Freundinnen und Freunde. Јас посетувам стари пријателки и пријатели.
Hast du die Lehrerinnen auch befragt? Ги имаш ли ти наставничките исто прашано? Sie kannte alle diese Polizistinnen. Таа ги познаваше сите тие полицајки. И четврт пример е Азакте секретеринен Золман Зеен. Тој кажа секретарките треба да се видат. Петтиот тип на множина е исто така лесен во формирање. Имаме промена на членот и додавање на буквата S или S плюс E. Да видим неколку примери. Das Hotel, die Hotels. Das Auto, die Autos. И слично. Прва реченица er besitzt 6 Bars und 3 Hotels. Тој поседува 6 барови и 3 хотели. Die wenigen Autos mussten langsam fahren. Неколкуте автомобили мораа бавно да возат. Können wir die Kameras ignorieren? Можеме ли ние камерите да ги игнорираме? Du wirst alle deine Cousins kennenlernen. Ти ќе ги запознаеш сите твои братучеди. Одиме со вториот тип. Der Bus, die Busse. Das Ergebnis, die Ergebnisse. И така натаму. 4 примери за овој тип. Wie kommen diese Busse so schnell? Како доаѓаат овие автобуси толку брзо? Es gibt auch noch andere Ergebnisse. Има исто така уште други резултати. Ich kann mir weitere Erlebnisse wünschen. Јас можам повеќе искуства да посакам. Zeugnisse und Diplome von der Universität. Свидетелства и дипломи од универзитетот. Тоа беа 5 типови на множина, имаме исто 6 тип и последен, кога нема некои правила, односно зборовите во множина можат да се формираат на многу различен начин. Овој тип на множина е најретко користен. Например, das Adverb во das Adverbien. Овде имаме малку сгрешено. Das Antibiotikum се променува во die Antibiotika и das Aquarium во die Aquarien. Само редоследот ни е поинаков. Wir stopfen diese Tiere mit Antibiotika. Ние ги полниме овие животни со антибиотици. Значи, десните примери, да не се збунувате, ќе бидат со именката во множина. Значи, во овој случај, das Antibiotikum се променува во die Antibiotika. Вториот пример е das Aquarium се променува во множина во die Aquarien. Например, ich betrachtete die Aquarien. Јас ги посматрав аквариумите. И третиот пример, das Adverb се променува во die Adverbien. Das stammt auf dem Buch der Adverbien. Ова потекнува од книгата со прилози. Во ова видео ќе споменеме и 7 тип на множина, а тоа се случаеви кога одредени зборови постојат само во еднина или само во множина. Видиме некои примери од зборови кои имаат само еднина. Das Geld, das Obst, das Weltfall и der Hunger. Овие зборови немаат множина. Ich werde das Geld für sie bereithalten. Јас парите за тебе ќе ги спремам. Er lebte von Kaffee, Obst und rohen Fisch. Тој живееше од кафе, овошје и сирова риба. Die Menschen fliegen ins Weltall. Луѓето летаат во Вселената. Ich habe Hunger, sagte er. Јас имам глад, рече тој.
И еве го слайдот каде што има плурал или секогаш множина, die Ferien, die Leute, die Eltern, die Kosten. Seine Ferien dauerten 14 Tage. Неговиот одмор траеше 14 денови. Diese Leute interessieren mich im Moment. Овие луѓе ме интересираат во моментот. Ich werde sofort meine Eltern anrufen. Јас веднаш на моите родители ќе им се јавам. Ich musste die Kosten tragen. Јас морав трошоците да ги носам. Тоа беа сите типови на множина. За крај ќе направиме вежба во која ќе биде потребно вие да ги претворите одредените зборови. Во овие случаеви имате еднина на именките, а од нивната лева страна ви е даден знакот со кој ќе ја формирате множината. Имате неколку секунди, па со наша помош ќе ги решиме заедно. Die Kugelschreiber, die Mütter, die Boote, die Röcke, die Mädchen и die Türen. Уште 6 вежби и завршуваме. Со наша помош, die Opas, die Ärztinnen, die Lampen, die Zeugnisse, die Hämmer и die Männer. Тоа беше се за ова видео, се надеваме дека ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк. Се гледаме во следното видео.